Главен прекршок и најмногу непрофесионално и неетички медиумите се однесуваат кон членот 1. Се објавуваат неточни и непроверени информации. Нешто што навистина е проблем кога се работи за основната функција на медиумите – информирање на граѓаните. Важно е да се призна и прифати дека таква грешка се случила и важно е медиумите да се вклучат во решавањето на таа грешка. Така ќе им излезат најмногу во пресрет на граѓаните. Доколку медиумите не успеваат во својата првична и примерна мисија да информираат вистински, тоа значи дека навистина зборуваме за еден пораст на македонското новинарство. Но исто така значи дека и потребата од саморегулацијата станува се понеопходна. Мора фактите да го подкрепат објективноста. Не може со нечие мислење да се кажува одредена работа ако тоа не е подкрепено со факт. Освен што се подзаборави на правилата на професијата и се информираше на сензационалистички начин, како и да се побегна од хуманоста во информирањето, без да се почитува туѓата болка и жалост, без да се води сметка дека одредени информации, одредени содржини може да ја вознемират јавноста, може да предизвикаат паника. Дали граѓанинот, односно засегнатото лице за кое што се објавуваат информации и податоци во медиумот, е дел од приватниот или дел од јавниот живот? И на кој начин се добиени тие податоци и информации, особено сега со новите технологии, кога медиумите доста често ги користат информациите и податоците што се објавуваат на личните профили на социјалните мрежи. Токму порталите се тие кои што го нарушуваат членот 1, кои што не даваат точни и кои не даваат објективни информации. Ова е нели само почеток. Ние ги надоградуваме сите тие нели вклучително и кодексот со насоки и овие препораки и сметам дека може само да придонесат кон професионален пристап за нели кон информирање на јавност, кога станува збор нели за јавен интерес. Се работи за чувствителни категории, значи кои што на некој начин на медиумите им налагаат да ги почитуваат општо прифатените стандарди и очекувањата на публиката за медиумските содржини во врска со заштитата на децата. Дигиталните технологии влијаат на начинот на кој што се развиваат медиумите, но и медиумите сами по себе, доколку не се наметнат професионално да ја постават агендата како што треба, во тој случај се само буквално мислам дека се борат со тој неетички принцип да одат кон кликбейт новинарство, се со цел нели да го задоволат читателскиот аспект. Се обидуваме да и покажеме на јавноста, на граѓаните, како да ги препознаваат и критички да ги проценуваат содржините кои што во себе содржат некаков вид на манипулација, пропагандно информирање, сензационалистичко информирање. Советот за етика останува отворен и праќа апел до сите граѓани, до сите невладини организации, до сите институции, воопшто до целата јавност да реагира секогаш кога ќе забележи повреда на некој новинарски стандард.